Македонската Counter-Strike e-спорт репрезентација со нов успех на меѓународната сцена одново ја израдува нацијата. На Counter-Strike Global Offensive нашата екипа со лесноти јавилат стигна до златниот медал и ги обедини најпрестижните титули во овој спорт. На оваа тема ово утро разговараме со Иво Спасовски, генерален секретар на Македонската e-спорт федерација. Добро утро, Иво. Добре ни дојдовте и честитки. Ви благодарам прво за поканата да гостувам во емисијава. Ви благодарам премногу. Секако прво да им се заблагодарам на момците кои неуморно тренира, вежба за да нели го освојат тоа престижно европско првенство и се надеваме на одбрана на светската титула секако. Информациите кои јас ги имам е дека трета година поред играме во финале на европско првенство. Вие ќе ме коригирате ако сгрешам. Годинава го одбранивме тронот на Европа. И сега она што сакам да го споменеме е дека битката со Украина нам беше многу сериозна, но успеавме да ги победиме. Да, Украина беше секако еден од потешките мечови кои ги одигравме. Не беше лесно да се вратиме од негатива на сетови, така да ги наречеме. И успешно дечките се справија на едно високо ниво, ја одиграа целата таа игра. И можам да кажам дека тактички ги надмудрија украинците и едноставно им покажавме кој е најдобар во Европа по Counter-Strike. И па да ги споменеме златните европски момци, ако пропуштам повторно некој ќе ми кажете: Павле Стојановски, Даниел Глигоров, Александар Кјулуковски, Дамјан Стојков и Јане Апостоловски. Сега, она што ме интересира, какви се подготовки предходеа за едно вакво европско меѓународно надпреварување? Да, секако подготовките не се нималку лесни. Меѓутоа момците заеднички покрај настапот, покрај што настапуваат за репрезентација, за Македонската e-спорт федерација, тие и клубски играат заедно и настапуваат заедно. Припремите тие најчесто тренираат секој ден по 6 часа, ако не се лажам, ја тренираат играта и секако после тоа имаат еден час физичка активност, нели мора да се во склад со спортските нормативи и нормално социализирање и тактички дел на кој сите седат и разговараат околу играта, тактиките и слично. Овие надпревари се и всушност спортот е многу повеќе од игра на компјутер, но за тоа нешто подоцна ќе проговориме. Она што сакам да кажам дека Европско првенство веќе ги отвори вратите за светското, кое што ќе се одржи во Бали, Индонезија. Момците предпоставувам дека веќе се подготвуваат. Кога ќе се случи? Која игра е во прашање овој пат? Така, на Бали, Индонезија, на светското првенство во Бали, Индонезија, ќе се одиграат повеќе наслови на видеоигри, од кои мултиплеер се Counter-Strike и Dota 2, а синглплеер има eFootball и Tekken 7. Тоа е игра со боречки вештини, помеѓу двајца карактери. Македонија ќе настапува во два наслови на играта Counter-Strike, секако европските шампиони имаат директен слот на светското првенство и ќе настапуваат во Бали, Индонезија од 1 декември до 12 декември е светското првенство во Бали. Па припремите ќе започнат одма после септември, до септември имат и клубски настапувања, така да се координираме и дечките ќе се спремаат напорно
во престојниот период до декември за светското првенство секако. И сега ајде да го доближиме и на граѓаните кои што можеби не се толку запознаени со е-спортот. Станува збор, споменав за нешто многу повеќе од игра на компјутер, доколку ги земеме светските податоци, ќе дознаеме дека ова е најбрзо растечки спорт со 2 милиарди запознаени луѓе, 220 милиони инволвирани. Сериозни цифри. Сериозни цифри, секако, меѓутоа не тие бројки се сите професионално вложени во е-спортот. Но генерално 220 милиони инволвирани значи дека се игра. Се игра секако. Бете да кажам за мојата генерација, ние сме сите пораснати во времето во ерата на компјутерите. И сите сме на некој начин сме во одреден дел од животот сме играле на компјутери и слично. И така сме се дружеле на еден таков, да речам, нов начин сме се дружеле онлайн, како онлайн, така и лан. Така е физички во играчници и слично. Така да тие бројки се рекреативни геймери, ние што ги викаме. Но голем дел и од аматерите, според искуствата, стануваат професионалци. Секако. И исто така, според податоците, се надпреваруваат за наградни фондови по големи од 20 милиони долари. Да. Високи суми, да. Големи надпреварувања. Мораме да напоменеме дека патот за да се стане професионален е-спортист или е-атлета, како што ние милуваме да ги викаме, е многу тежок, бара многу одвоено време, многу... Како и секој професионален спорт. Секако. Бара време, бара посветеност, труд и секако бара ангажман. Мораме да напоменеме дека милионските надпреварувања се најчесто професионални надпреварувања, каде што одреден дел од надпреварувачите или клубовите, мораме исто да кажеме дека се клубски надпреварувања, не се репрезентативни, да речам, за не ја застапуваат државата, го застапуваат клубот. И најчесто се организирани од издавачите на игрите. Тоа е една огромна продукција. Секако се надевам дека еден од нашите клубови еден ден ќе игра во таа престижна лига и ќе ја застапува државата секако и таму. Исто така, податоците велат дека на светско ниво повеќе луѓе играат видеоигри отколку сите спортови заедно. Па во тој контекст ме интересира колку граѓани во нашата земја играат професионално спортови, за аматерските претпоставувам не можете точно да делите бројка. Немаме за аматерските информација, меѓутоа професионално се уште оваа година не е завршена, за можам да кажам за оваа година, меѓутоа за 2021 година имавме околу 1900 пријавени на спортисти во федерација. Добро. Да. Имаме 5 клубови во федерација, што значи дека околу годинава мислам дека имаше многу поголем одзив на надпреварувањата и мислам дека ќе достигнеме некоја бројка околу 2.500 до 3.000 надпреварувачи или спортисти. Спортистите ги нарекувате е-атлети. Така. Која е возраста на е-атлетите во федерацијата и има ли жени во приказната? Секако. Вака, за еден, да речам, спортист да стане е-атлета, годишната граница е најчесто зависи од играта. Колку играта ни дозволува годишна граница ние да поставуваме. Најчесто еден, да речам, ако во другите спортови една кариера трае подолго, во е-спортот трае максимум 10 години, најчесто е од 16 до 26 години, ајде би рекол до 28 години. Додека не се оженат работава. Да. Меѓутоа најдобрите спортисти се од 20 до 22 години во тие временски
И секој спорт бара многу инвестиција доколку сакаме успех. Колку скап е спортот? Колку вложување бара? Спортот е прилично скап спорт. Секако дека треба да поседувате компјутер, треба да поседувате опрема. Како се снаоѓаат атлетите? Па, ние преку Федерација им овозможуваме, имаме соработка со клуб, гейминг клуб, Арена од Скопје, да ги поздравам во оваа прилика. Арена од Скопје и тренинзите ги вршиме таму. Добра. Меѓутоа, секако дечките професионално, момците што играат кантер се занимаваат со тоа и тие си имаат дома компјутери, дали од заработката од тоа што заработуваат од играње видеоигри, или родителите, и најчесто е како и секој родител помагаат за успесите на децата, апсолутно. Мора да споменеме дека признат спорт како и секој спорт во Македонија, Агенцијата за млади и спорт стои секако зад вас. Колку стои таа финансиски, од друга страна, колку општествено одговорни компании сакаат да инвестираат во успехот на овој спорт? Така. Голема благодарност сакам да искажам до Агенцијата за млади и спорт, до директорот Наумче Мојсовски и до целиот тим, што напорно работевме заедно за да го официализираме и за да поставиме рамки спортот да стане официјален спорт. Оваа година не влеговме во планот и буџетот на Агенцијата за млади и спорт, затоа што официализацијата беше после донесувањето на буџетот, но од следната година секако дека ќе влезиме во буџетот на Агенција за млади и спорт и оттаму ќе имаме одредени средства за користење. Во врска со фирмите, моментално е многу тешка ситуацијата, дали поради економската криза, пандемијата и слично, но се надеваме на повеќе фирми нели во следниот период и се надевам дека ќе увидат шансата да бидат промовирани во светот и во Европа во најдобро можно светло, нели како што гледаме европски шампиони, бранители на светската титула и се надеваме на уште поголеми успеси. Го споменавме Бали, кои други надпревари во меѓувреме имате простор за годишни одмори? Еве сите планираме одмори, вие. Секако. Вие освојувате злато во меѓувреме. Да, секако. Одморите се моментално почнати и се до септември. Во септември имаме Европско првенство во насловот на видеоиграта фудбал. Таму ќе настапуваме во Подгорица, Црна Гора, од 6 до 10 септември и ќе не застапува Давид Гарески, тој е нашиот репрезентативец по фудбал. И крајот на септември ќе имаме Европско првенство, каде што ќе настапуваме во насловот на играта Дота 2, заедно со дечките, па се надеваме и на европски шампиони во фудбал и во Дота. Зашто да не? Јас се надевам на уште едно гостување. Секако. После успесите кои ги очекуваме. Некако за да го заокружиме разговорот, споменавме дека игрите на компјутер се многу повеќе од обични игри на компјутер. Во тој контекст сакаме да им кажеме и порака една на родителите, бидејќи цело време кога се споменува новите технологии, модерното време, игрите на компјутер ги одвлекуваат децата од социјализација и слично. Мора да напоменеме дека се што е дозирано, е дозволено и е правилно. Во тој контекст родителите треба да знаат дека секако. Значи да ги поттикнувам родителите да се едуцираат на темата спорт и како ние се залагаме за децата социјално и физички да се развиваат, секако додека играат игри на компјутер. Убаво кажавте, се што е дозирано во доволни дози е добро, да речам, по здравјето. И секако ние сме
пак ќе напоменам генерација задоена со компјутерите, порасната со компјутери, живееме во таков свет и мислам дека треба да се едуцираме како да ги користиме во наша полза сите тие можности што ни ги нуди компјутерите, видеоигрите и спортот како спорт. Апсолутно се согласувам. Благодарам Иво за гостувањето во утринската програма. Посакувам многу успеси и секако знам дека некаде на средината на септември ќе имаме ново гостување. Чувствувам дека ќе биде за убав повод. Фала ви многу, се надевам и јас ви благодарам. Благодарам.